Среда, 4 декември, кратки вести во 12 часот. Професор доктор Павле Митрески е годинашен добитник на највисокото општинско признание, наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски. Тој е неуморен раскажувач на минатото на Охрид и Охридско. Неговата посветеност и заложба со пишани материјали и книги да се збогатуваат македонските библиотеки се од големо значење за нашиот Охрид. Митрески ја збогати македонската историографија со над 15 на наслови на своји книги, но и објави во списанија и зборници и научно-стручни прилози од историјата на Охридско-Струшкиот регион. Наградата на професор доктор Митрески ќе му биде врачена во сабота на свечената општинска академија. Денеска треба да продолжи процесот што пред Основниот суд во Охрид се води за случајот со нападот врз Христијан Пендиков, секретар на поранешниот бугарски културен клуб во Охрид. На последното рочиште одбраната предложи како доказ да биде вметната и видеоснимка од интервју што оштетениот Пендиков ја дал за бугарска национална телевизија, на што обвинителството се спротивстави. Судијата Бојан Мартиновски ја задолжи одбраната за денешното рочиште да обезбеди превод на целата изјава на македонски јазик, а за тоа дали истата ќе биде внесена како доказен материјал, судот ќе решава дополнително. Инцидентот се случи лани на 19 јануари пред угостителски објект на кејот на езерото во Охрид, зашто директно се обвинети Илија Спасески од Охрид и Борче Ангелов од Битола. Охриѓаните Димитар Пејчиновски и Коста Трифуновски ќе ги бранат боите на Република Македонија на светското првенство во текбол што денеска започнува во Виетнам и ќе трае до 8 декември. Пејчиновски по петти пат учествува на светско првенство. Денес во поединечна конкуренција, додека утре во парови заедно со Коста Трифуновски ќе имаме можност да ја представиме Република Македонија и Охрид во најдобро можно светло, вели Димитар за Супер Радио. Текболот е основан во 2014 година во Унгарија. Ултрапопуларниот спорт, што зема се поголем замав, се игра на заоблена маса со топка слична на фудбалската, која се префрла со кој било дел од телото, освен со рацете. Времето денес променливо облачно со услови за слаб локален дожд, дува слаб југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.